Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училница. Јас сум Пецедонија Магловски, наставник по математика во основното училиште Васил Главинов во Чај. На овој час ќе работиме за функции. Функцијата е пресликување помеѓу две множества според зададено правило. Функцијата можеме да ја запишеме на неколку начини: со табела на вредности, со диаграм на пресликување и со формула. Функцијата x се пресликува во x плюс 2, можеме да ја прикажеме со табела. Така што доколку имаме вредности за x 2, 3, 5 и 8, во тој случај y е еднакво на f од x, односно y е функција од x. Доколку вредноста за x е 2, тогаш f од x ни е еднакво на 2 плюс 2, а тоа е 4. Доколку вредноста за x е 3, во тој случај f од x ни е еднакво на 3 плюс 2, а тоа е 5. Доколку вредноста за x е 5, во тој случај f од x е 5 плюс 2, односно 7, и доколку вредноста за x е 8, во тој случај f од x е еднакво на 8 плюс 2, односно тоа е еднакво на 10. Исто така можеме да ја прикажеме со диаграм на пресликување. Имаме влез и имаме излез. Влезните вредности сушност ги се вредности за x, кое што се работи според зададено правило. Во овој случај се работи функцијата x се пресликува во x плюс 2. И можеме да прикажеме со формула, каде што f од x е еднакво на x плюс 2. Влезната вредност ја нарекуваме аргументна функција. Значи во овој случај двојката се нарекува аргументна функција, а додека излезната вредност ја нарекуваме вредностна функција. Четворката ни се нарекува вредностна функција. Пример 1. Одреди ги броевите што не достигаат во следниот диаграм на пресликување. Значи, рековме дека влезните вредности сушност се вредности за x и се нарекуваат аргументи. Доколку аргументот ни е 4, односно доколку вредноста за x е 4, во тој случај имаме 4 по 4 е 16, минус 3, тоа е еднакво на 13. Доколку вредноста за x е 5, во тој случај 4 по 5 е 20, минус 3 е еднакво на 17. Доколку вредноста за x е 8, односно доколку аргументот е 8, во тој случај 4 по 8 е 32, минус 3 е еднакво на 29. И кога вредноста на аргументот е 9, 4 по 9 е 36, минус 3 е еднакво на 33. Значи, го пополнавме со броевите во диаграмот на пресликување. Понатаму, во пример 2, одреди ги броевите што не достигаат во следниот диаграм на пресликување. Тука дадени ни се вредностите на функција, треба да ги откриеме аргументите. За да ги откриеме аргументите, работиме, значи 2x минус 3 ни е еднакво на 29, односно 2x е еднакво на 29 плюс 3 или 2x е еднакво на 32. X ни е еднакво на 32 делено на 2, односно x ни е еднакво на 16. Значи, доколку вредноста на функцијата е 29, добиваме дека аргументот ни е еднаков на 16. Кога вредноста на функцијата ни е 19, работиме повторно. 2x минус 3 е еднакво на 19. 2x ни е еднакво на 19 плюс 3, односно 2x е еднакво на 22. X ни е 22 делено на 2, односно x ни е еднакво на 11. Значи добиваме дека аргументот ни е 11, а вредноста на функцијата 19. Кога вредноста на функцијата е 31, имаме повторно. Функцијата е 2x минус 3 е еднакво на 31. 2x ни е еднакво на 31 плюс 3, 2x ни е еднакво на 34, односно x ни е еднакво на 34 делено на 2 или x ни е еднакво на 17. Значи аргументот ни е 17. И кога вредноста на функцијата ни е 45, тогаш имаме 2x минус 3 е 45, односно 2x е 45 плюс 3 или 2x е 48, па x е еднакво на 48 делено на 2, односно x е еднакво на 24. Значи, кога ни се дадени аргументите, во тој случај само заменуваме на позицијата на x вредноста на аргументот. А кога ни е дадена вредноста на функцијата, во тој случај запишуваме функцијата ни е еднакво на аргументот кој што ни е даден и решаваме. Пример 3. Одреди ги броевите што не достигаат во следниот диаграм на пресликување. Правилото кое што треба да работиме е x се пресликува во 3x минус 5. Значи, кога аргументот е 2, односно кога вредноста на x е 2, во тој случај имаме 3 по 2 е 6, минус 5 е 1.
Кога аргументот ни е 3, имаме 3 по 3 е 9 минус 5, тоа е 4. Кога аргументот ни е еднаков на 7, во тој случај имаме 3 по 7 минус 5. Тоа ни е еднакво на 21 минус 5 или тоа ни е еднакво на 16. А додека кога вредноста на функцијата е 28, повторно имаме 3x минус 5 е 28, односно од тука 3x е еднакво на 28 плюс 5 или 3x е еднакво на 33. X е еднакво на 33 делено на 3 или добиваме дека x е еднакво на 11. Значи, кога аргументот е 7, добивме дека вредноста на функцијата ни е еднаква на 16. А додека, кога вредноста на функцијата е 28, добивме дека аргументот ни е еднаков на 11. Пример 4, пополни го следниот диаграм на фреквенција. Значи, имаме вредност на функција која што ни е еднаква на 3, па имаме 5x минус 2 е еднакво на 3. 5x ни е еднакво на 3 плюс 2, односно 5x е еднакво на 5 или x е еднакво на 5 делено на 5, тоа ни е еднакво на 1. Значи, аргументот би бил единица. Кога аргументот пак ни е 9, само на местото на x заменуваме 9. 5 по 9 е 45, минус 2 е еднакво на 43. Кога вредноста на функцијата е 13, имаме 5x минус 2 е еднакво на 13. Односно 5x е еднакво на 13 плюс 2 или x ни е еднакво на 15 делено на 5, а тоа е еднакво на 3. А кога вредноста на x е 5, во тој случај 5 по 5 е 25, минус 2, тоа ни е еднакво на 23. Во пример 5, одреди го правилото за следниот диаграм на пресликување. Значи, дадени ни се аргументите и дадени ни се вредностите на функцијата. Ние треба да одредиме правилото по кое што се работело, за да се добијат вредностите на функцијата или аргументите. За да го одредиме правилото за следниот диаграм на пресликување, треба да најдеме правило кое што би одговарало за сите овие 4 случаи. При тоа гледаме да видиме да одговара за првиот случај. Ако одговара правилото кое што ќе го најдеме за првиот случај, пробуваме и дали одговара и за другите 3 случаи. Јас ќе пробам со правилото x плюс 6, бидејќи гледаме дека вредноста на x е 1, па имам 1 плюс 6 е 7, за првиот случај одговара. За вториот случај, ако x е 2, 2 плюс 6 е 8, но во случајов е 9. Значи, ова правило не е. Друго правило ќе пробам со 3x плюс 4. За x е единица, односно кога аргументот е 1, 3 по 1 е 3, плюс 4 е 7. За вториот случај, кога x е 2, 3 по 2 е 6, плюс 4 е 10, но во овој случај е 9, што значи дека и ова правило не е. Ќе пробам со правилото 2x плюс 5, бидејќи вредноста на x е единица, имаме 2 по 1 е 2, плюс 5 е 7. За x2, 2 по 2 е 4, плюс 5 е 9. За x е 3, 2 по 3 е 6, плюс 5 е 11. И кога x е 4, 2 по 4 е 8, плюс 5 е 13. Тоа значи дека ова е правилото кое што се работело во овој диаграм на пресликување. Тоа е се за овој час. Ви благодарам на вниманието.